Првите машини од фабриката на германската компанија за автомобилски делови Одава Електрик од Украина пристигнаа во нивната фабрика која се наоѓа во технолошко-индустриската зона кај Струга. За почеток ќе се префрлат 300 работни места. Не станува збор за вработените од Украина, туку за линиите и производствените процеси. 1/3 од вкупно 1700 работни места, колку што пред војната бројала фабриката, ќе се префрлат во нивните испостави низ Европа. Точно 3 недели од почнувањето на војната, ние првата линија имавме овде не само донесено, туку инсталирано и почнавме со производство. Цубалевски објаснува дека уште на 24 февруари, кога започнала руската инвазија на Украина, заедно со колегите од останатите фабрики низ Европа, го активирале планот Б за вакви ситуации, на кој веќе биле подготвени. Вели дека тешко одело извлекувањето на опремата од Украина. Луѓето мажите што се помеѓу 18 и 60 години имаат војна обврска и не смеат да напуштат. Да се најдат возачи што имаат над 60 години. И ние имавме среќа да возвоз што има 3 деца што можеше да напушти Украина. Притисокот од страна на клиентите наши беше огромен што побрзо се направи. Значи проблеми имаше од секој вид. Досега две странски компании кои имале своји капацитети и во Северна Македонија и во Украина сакале дел од истите да ги преврлат во земјава. Бара од наша страна поддршка за улеснување на или појаснување улеснување на дел од процедурите за едноставно да се воспостават тука правните субјекти да може да се пренесе дел од опремата. Сето ова ќе значи и потреба од дополнителна работна сила на пазарот на труд. Мен лично ме контактира веќе неколку компании од Швајцарија што имаат своји погони во Белорусија и тие се обидуваат да најдат локација да ги изместат своите погони надвор. Тие бараат решение и покрај другото ги гледат Македонија. Очекувам дека за Македонија краткорочно гледано ова може да биде многу голема шанса, се привлечат многу други компании. Со сите последици. Имаме една голема компанија американска која што некаде пред 3 недели ни пристапи. Нивните инвестициски планови биле поврзани не со Украина, туку со регионот на Централна и Источна Европа, меѓутоа веројатно заради безбедносните ризици кои што постојат таму, сериозно размислуваат да инвестициските планови ги насочат кон Западниот Балкан. Во моментот во игра се Србија и Македонија. Деспотовски вели дека уште пред кризата имале разговори со компании за префрлување на операциите од Централна и Источна Европа во Северна Македонија, но и на менаџмент тимот и инженерскиот кадар. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.